Благодарам. Почитувам подпредседателе. Колега Спасовски, па вие ги критикувавте с последните измени, кои што еве сега свесно ги враќаме назад за да не бидат на сила. Вие имавте говори во Комисија за одбрана и безбедност, јавни настапи дека тоа значело партизација на Министерството за внатрешни работи, дека немало никаква корист освен брутална партизација, дека се враќало МВР, ВМРО како што вие говоревте. За да немате ливи за следните парламентарни избори на кои што ќе доживеете дебакал и вие и СДСМ, еве ги враќаме старите избори кои што беа на сила во ваше време. На 2 години ги одложувам. Тоа во делот на оние претходни 2 закона, во делот на Полициската академија и како тоа законите функционираат. Сега, наместо како во ваше време, да се врши брутална партизација на Министерството за внатрешни работи, да се носат луѓе од штабот на СДСМ на одговорни позиции, продавачи на кифли да се ставаат инспектори, сега тоа нема да се прави, туку се формира средно полициско училиште, од каде што државата ќе ги црпи најдобрите кадри кои што веќе ќе бидат подготвени за оној позив кој што значи политичка работа. Сега нема да оставаме државата, граѓаните да недостоинствено чекаат колони и редици да извадат нормален пасош, туку законски, легитимно за неколку дена се вадат документи за разлика од во ваше време. Или да речеме сега не се даваат пасоши на белосветски криминалци како што е Седат Пекер, како што е целата мафија која што беше во бивши југословенските простори. Сега тоа го нема. Сега Македонија е држава која што има кредибилитет, углед меѓународен. Или да речеме сега нема да се дозволи криминалците да хараат по скопските и кумановските и македонските улици, да има кокаин на секое место, туку гледате како секојдневно тие мафијаши кои што барем во јавноста блиски биле до вас во тоа време, сега се зад решетки. Или случајно во ваше време дознаваа кога ќе се прават акциите, па ете случајно избегаа да не бидат соочени со правдата како што заслужува во нормална европска демократска држава. Така што во делот на она како функционира државата, особено во делот на безбедноста и како се спроведуваат законите, да, мене ми е драго што вие имате различно мислење, затоа што вашето мислење граѓаните не го почитуваат. Ви благодарам.